Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите. Втора пресконференција на Министерот за здравство, доктор Венко Филипче и заменикот Армент Арслани, на која ќе одговарат на поставените новинарски прашања во декот на денот. Транспарентноста во работењето, проверена информација како императив во ова специфична состојба е клучна причина зашто го одржуваме овој втор прес, иако најавивме дека еднаш во денот ќе се одржуваат пресконференции каде ќе ви информираме за новата состојба со вирусот COVID-19. Повторувам, ова пресконференција е со цел да одговориме на прашањата поставени во текот на денот, се додека не почнуваме со онлайн видео вклучување во живо за време на пресконференциите, можност за која работиме интензивно. По краткиот вовед на министерот Филипче ќе почнеме со вашите прашања. Повели министре. Благодарам, почитувани представници на медиумите, граѓани. Со оглед на тоа што стигна бројни прашања, како во врска со пациентката од Куманово, така и во врска со други активности, детали за коронавирусот, ситуацијата во нашата земја, дозволете да укажам на некои работи за детали за процесот на лекување на пациентката од Куманово, кој што е првиот смртен случај во нашата земја од оваа болест, а понатаму да одговориме на прашањата надвор од оваа конкретна тема. На почетокот сакам да изразам сочувство до семејството. Податоците кои што ги кажам, ги кажам ги добив од болницата во Куманово и од службата за епидемиологија од Центарот за јавно здравје. Прегледот прв на пациентката е направена на 16 март, таа дошла со температура и без други симптоми и кашлица. Според кажувањата, веднаш биле поставени прашања од епидемиолошката анкета, на што таа одговорила негативно, дека не патувала во странство, немала контакт со лице од ризичните земји, дадена е терапија, пуштена е на домашно лекување следниот ден. На 17 март дошла со синот и двајцата со покачена телесна температура и без кашлица. Повторно е направена епидемиолошка анкета на кој што се негирани било каква поврзаност со евентуален контакт со заболен или со странец или пак патување во странство според кажувањето на изворите од болницата во Куманово. На 17 и 18 март примаат терапија, повторно немаат кашлица и тоа е третман во дневната болница. На 19 март со нешто потежок наод на белите дробови со индикација за рентген снимка, констатирана е пневмонија и се сместени двајцата во оделот за изолација. Тогаш и кај мајката и кај синот се земаат брисеви, материјал за корона тест. На 19 и на 20 направени се во два наврати анализи на материјалот. На 19 на двајцата и тие се негативни. А на 20 се повторува тестот на мајката со оглед на тоа што тоа стои во препораките на Светската здравствена организација, а ако негативен тест е во комбинација со клиничка слика потешка која може да укажува на постоење на болест предизвикана од коронавирус и тој повторен тест е негативен. На 21 состојбата се влошува, направени се обиди за реанимација, меѓутоа за жал тие се без успех после што пациентката починала со оглед на тоа што и компликацијата настанува нагло и нетипично за некоја друга болест. Земен е постмортем уште еден материјал кој што е испитан и е тестот позитивен на коронавирусот. Преиспитани се повторно материјалите земени иницијално, повторно е потврдено дека се тие негативни. Разговаравме интензивно со експертите, консултиравме литература. Тестот никаде во светот не е 100% сензитивен и тоа е докажано. Што се однесува до здравствените работници, во момент се прави епидемиолошка анкета со сите и според кажувањата ќе се постапи согласно информациите, податоците
начинот на пристапување, дали тие ќе одат во изолација или евентуално ќе се направат соодветни тестирања. Благодарам. Благодарам, министре. Следуваат прашањата кои се постигнати на официјалниот мејл на Министерството за здравство и во секторот за односи со јавноста во владата на Република Северна Македонија. Прават деруар читатарот деруар. Почитувани представници на втора пресконференција на министерот за здравство Венко Филипче и неговиот заменик Арлен Тарслани за ситуацијата со COVID-19. Сега прашања кои што стигнаа на нашата официјална адреса. Сите оние доктори кои студенти на последна година медицина добија дипломи и веднаш се вклучени за помош на болни од коронавирус. Во Албанија пензионерите лекари се вратени назад во здравствениот систем. Дали Северна Македонија планира некои вакви слични мерки? Ние направивме еден список на лекари кои што се спремни обучени да работат со пациенти во интензивна нега, анестезиолози, сестри медицински кои што работат во оделите за интензивна нега, околу 200 лекари, 400 медицински сестри. Ги исконтактиравме и пензионираните инфектолози, експерти од оваа област кои што може да работат со овие пациенти и практично се тоа лекари кои што се спремни на стендбај да ускокнат доколку треба да се вклучат во процесот на лекување на пациентите, ако затреба, ако има бројка која што не може да се изменаџира од специјалистите кои сега работат. Второ прашање, дали приватните агенции за обезбедување, кои во ноќните часови обезбедуваат голем број објекти, се ослободени од полицискиот час кој стартува вечер во 21 час? Секој кој што има, секоја компанија, институција кој што има работа во смена со цел да работниот процес не запре, има право да добие таква пропусница за да се движи кон работа и од работното место. Продолжуваме. Колку наши државјани се пристигнати од европските земји и пошироко на граничните премини, дали се пренесени во карантин и каде? Информациите до пладневните часови беа дека се пристигнати некаде околу 100 луѓе наши државјани. Тие се упатени во објектот во Демиркапија, во Предвице земени и други објекти кои што се спремни да ги преземат. Најавата беше дека близу 2000 луѓе наши државјани треба да се вратат, зашто интензивно комуницираше Министерството за надворешни работи и сите ќе бидат во соодветна изолација после доаѓањето. Дали Република Северна Македонија ќе добие хуманитарна помош во респиратори и медицински персонал, доктори, стручњаци од Кина? Дали е точно дека Кина ќе донира 200 респиратори? Од каде е набавката на респираторни машини? Значи, неколку пати разговаравме со представници на амбасадата на Народна република Кина во изминативе неколку недели и официјално се обративме согласно нивните препораки и начин на комуникација. Верувам дека дефинитивен одговор ќе добиеме на почетокот на следнава недела. Дали новозаразените во Штип ги почитувале мерките за самоизолација? Дали доколку не ги почитувала, ќе бидат превземени мерки против нив и дали на местата каде што работеле и се движеле е направена дезинфекција? Против сите апсолутно кои што не се придржуваат до мерките ќе бидат со соодветни мерки превземени, а доколку станува збор за последните диагностицирани пациенти од Штип, сите податоци, вклучително и тие на локалните епидемиолози, укажуваат на тоа дека целосно се испочитувани мерките за самоизолација. Секогаш сме отворени, стигнуваат различни информации, доколку има поинакви, секако дека ќе ги провериме. Следно прашање, министре, во нашата редакција се обратија граѓани кои сакале да се тестират за коронавирус, но не им било дозволено иако ги имало симптомите, според нивните кажувања. Ве молиме да не објасните кои точно параметри треба да бидат исполнети за некој кој чувствува симптоми да биде тестиран. Дали е точно дека Македонија неделно може да увезе само 1000 тестови за коронавирус? Во овој момент на располагање се околу 1400 тестови. Ние завршивме една постапка со која што набавивме дополнителни 1000. Најавата е дека може да имаме 1000 секоја недела. Самиот Институт за јавно здравје исто така почна постапка со кој што набавува близу 5000 тестови, така да бројката на тестови сметам дека е сосем доволна.
Во однос на индикацијата, од утре почнува да функционира системот на закажување преку матичните лекари, кои што имаат алгоритам, за кој што треба да се пополни и да укаже на тоа дали пациентот треба да се тестира или не. И тука има повеќе податоци со однос на симптомите, манифестацијата, епидемиолошки податоци, согласно тоа ќе се врши закажување на тестирањето во еден од пунктовите. Следо прашање вика околу лекот за маларија што се покажал успешен за COVID-19 и ќе го увеземе во Македонија. Има ли доволни количини за сите граѓани? Има ли граѓани кои не смеат да се лекуваат со него? Тоа се последни податоци во однос на комбинацијата на тие лекови против маларија и уште еден антибиотик. Тие се сега во фаза на која што кај нас изготвува протоколот заедно со експерти од факултетот за фармација. Утре ќе се дискутира тој протокол на стручниот состанок на комисијата на заразни болести, ќе се презентираат клиничките студии, податоците, ефикасноста, согласно тоа ќе се донесе став. И точно е, во светот веќе има студии кои што укажуваат на тоа дека оваа комбинација на лекови дава соодветен ефект. Ние го имаме антибиотикот, формата на лекови против маларија во овој момент ја нема, имавме интензивна комуникација изминатие денови, така да верувам дека имаме шанси да добиеме соодветна количина на лекот. Продолжуваме. Дали има заразени во полиција и во институција за јавни набавки? Дали сте превземале мерки за да не доаѓаме до парализирање на овие сектори? Колку што јас знам, во Министерството за внатрешни работи има еден диагностициран пациент, но сепак ова го кажувам со резерва, доколку е потребно, ќе одговориме конкретно во текот на утрешниот ден после проверката на податоците. Каква е процедурата за одобрување на движењето на лица кои не се новинари, полиција, армија или доктори? Например, пекарите се сочуваат со проблем бидејќи нивните работни задачи започнуваат во 4:30 или 5 наутро. Секој кој што има работа во смена може да издаде соодветна пропусница, дали во 3, дали во 4 смени, и тоа ќе биде прифатено. Следно прашање, додека трае коронавирусот, не сме да се заборави на статусот на лицата кои се борат со други заболувања. Колкав е бројот на заболени од сезонски грип и дали има жртви од ова болест? Значајно е намален бројот на пациенти, совршено одговара на она крива која што историски гледано ја има повеќе години, деценија наназад. Кај нас крајот на март месец е веќе период во кој што практично сезонскиот грип кај нас исчезнува. Ниту еден друг пациент не е оставен по страна. Сите соодветно се третираат, лекуваат, единствено кој што се одложува се интервенции кои што може да се одложат, кај кој што одложувањето не може, ниту пак може некако да се реперкуира на здравјето, у смисла на компликација. И сето тоа е под контрола и по индикација на стручните колегиуми на клиниките, односно болниците. Тие на своите состаноци, кои што се сега организирани со цел да се здравствениот кадар на некој начин штеди, да не комуницира, многу се поставуваат тие индикации, односно контраиндикации. Сте размислувале ли за психолошка поддршка, вели наредното прашање, на затвореници кои заради нивниот статус не смеат да користат телефон? Имат ли службениците доволно и соодветна заштитна опрема за чување на изолираните лица во карантин во затворите? Имавме ние интензивна комуникација со директорот на здравствениот дом за ова прашање, посебно со луѓето кои што се таму за некои активности, со оглед на тоа што сега обврската е преземена од страна на здравствените институции, односно здравствениот дом, согласно условите во кои што со кои што здравствениот дом располага експертите, постои еден систем на ротација кој што име на располагање на практично луѓето кои што се таму. Сега во овој момент, доколку е потребна конкретна информација со оглед на тоа што многу од докторите се повлечени во другите служби, може да дадем утекот на следниот ден. Знаете ли за новите тестови кои ги
цираше Јужна Кореја, а кои дават резултат во рок од 10 минути од тестирањето и дали Македонија ќе нарачува поголем број на сетови за тестирање? Сметам дека количината на тестови е сосем доволна, сметам дека мерките кои што се сега на сила, дополнителните мерки кои што планираме да ги воведеме во смисла на заострување на контрола, заштита пред се на најризичните групи ќе дадат резултат заедно со типот на тестирање кој што ќе биде како модел во сила од утрешниот ден преку матичните лекари. Во таа смисла, овие мерки на ограничување на движењата, тестирањата согласно индикацијата, с големиот пристап со пунктовите, со кол центарот и матичните лекари, мислам дека значено ќе намали кривата на зголемување на бројот на пациенти. Лицата од ХОП Ј44 се жалат дека не може да ги добијат рецептите кај матичниот лекар, односно аптеките ги одбиват со овие рецепти и барат специјалистички преглед. Имате ли решение за ова? Постои нова уредба во Фондот за здравствено осигурување, во кој што сите рецепти ги продолжуваат матичните лекари и сите се известени. И аптеките и матичните лекари. Значи, предпоставам дека станува збор за недоразбирање заради тоа што системот е веќе така поставен да може така се продолжат рецептите, односно терапијата. Продолжуваме. Што со бремените жени кои се на патолошко боледување или што се со породилно боледување? Дали ќе има промена и каква во однос на висината на износот на боледувањето со оглед на намалувањето на платите? Тоа е нешто за што може да известиме во утекот на утрешниот ден со оглед на тоа што веќе имаме закажано состаноци со представници на Фондот за здравствено осигурување за да се дискутира за повеќе теми во однос на тестирањата и за ова конкретно прашање. До кога според вас и вашите информации како министерство би трајала ова ситуација и дали може по вонредните мерки воведени во државата ситуацијата со коронавирусот да има позитивно сценарио? Искрено верувам. Тоа е впрочем и целта на сите овие мерки, намалување на социјалните контакти, комуникацијата со луѓето, ограничувањето во движењето, а се со цел да се намали комуникацијата е нешто за што веќе во светот има позитивни примери, односно дека само тие мерки доведуваат до тоа да бројот на заболени се намали. Во одредени региони во Италија, во регионот на Вухан, провинцијата Хубеј во Кина, токму после воведување на вакви радикални мерки, веќе има денови кога нема нови пациенти, така да искрено се надевам дека сето ова ќе даде резултат. Какви се можностите и одлуките околу средношколците во однос на моменталната ситуација? Дали се размислува пронаоѓање на решение во однос на матурантите кои моментално им е овозможено не им овозможен образовниот процес? Тука се работи интензивно во Министерството за образование и наука. За неколку опции станува збор, верувам дека точната информација ќе може да ја дадат. Продолжуваме со прашање. Наши гледачи, вика наредното прашање, прашуваат зошто другите работници кои работат во медицински установи, шофери, администрација и слично, немат добра лична заштита, маски, ракавици. Примерот последен е од Битолска болница. Секој кој што нема директен контакт со пациенти, со заболени, ако службено се движи надвор, се што треба да прави е да ги избегнува блиските контакти со група на луѓе. Доколку се станува збор за движење надвор на отворено, маска и нема контакт со други луѓе, маска и не се препорачува. Така да во таа смисла сметам дека јавноздравствените установи ги имаат обезбедено сите материјали таму каде што немаат и не укажуваат. Ние интервенираме од нашите резерви и залихи и сметам дека нема никаков проблем со заштитните материјали таму каде што навистина и треба според индикациите. Каква е ситуацијата со лицата со физичка попреченост? Тие се жалат дека не добиваат достава до својот дом, доколку за истата не им биде платено. Ќе се реши ли овој проблем за ова осетлива категорија на наши сограѓани? Немам информација за ова. Можам во текот на утрешниот ден да проверам со соодветните институции и министерства и да одговориме. Која е вашата проценка за дневни нови заразени за до крајот на ова работна недела за петок? Ќе достигне ли можеби 200 лица на дневна основа? Тешко да се каже, навистина.
Имаме некои предпоставки во однос на пикот, во однос на тоа каде сме сега со кривата, меѓутоа имаме и нови мерки исто како што имавме и до сега. Искрено верувам дека ќе успееме да значајно го намалиме овој бројот на пациенти. Да се надоврзам, сметам дека пикот на болеста во наши услови со сегашните мерки, со сегашните епидемиолошки податоци може да биде за 1 месец од денеска. Следно прашање, дали лабораторијата на Жан Митрев е акредитирана за овие испитувања и дали ги исполнува мерките за безбедност? Имаше стручен состанок помеѓу раководителите на двете лаборатории, на нашата лабораторија во Институтот за јавно здравје, кај што работи врвен експерт, акредитиран и признати од Светската здравствена организација, всушност и овој експерт кој што се користи за тренинг и на останатите лаборатории во регионот, и таа жена ја води лабораторијата. На работниот состанок беше констатирано дека се тие услови целосно исполнети. Дали може Министерството да им излезе во пресред за обезбедување на заштитна опрема за ковид при приватните стоматолози? Дали со мерка ќе се затворат приватните ординации и ќе се обезбедат дежурства на идна помош и само тие да работат? Дали фондот ќе исплаќа 100% капитација за април и мај за приватните стоматолози? Со оглед на тоа што дека имаше бројни прашања, ние закажавме средба со раководството на стоматолошката комора за да се расчистат сите овие прашања. Многу е такава е технологијата на работа во оралната празнина, со тоа што има голем ризик од пренос на болеста, иницијативи и решенија за третман само на итните пациенти, меѓутоа за сите останати детали ќе разговараме на состаноците кои што ќе следат. Следно прашање, Канал 5 вчера објави вест која ја добиваме од хрватска и француски медиуми за тоа дека успешно е почнало да се користи комбинацијата на Сумамед со еден лек против маларија. Информациите и од Франција и од други земји од светот потврдуваат дека резултатите од лечењето на коронавирусот со ова комбинација се одлични. Наводно за 6 дена пациентот е излечен. Дали почнавте и кај нас во Македонија да ја користите ова комбинација на медикаменти? Да, го искоментиравме тоа прашање претходно, значи станува збор за комбинација за која што има клинички студии и во однос на тоа ќе дискутираме на утрешниот утрински состанок на Комисијата за заразни болести, а според протоколот кој што го превземавме од некои земји каде се веќе дава оваа терапија. Продолжуваме и со две прашања за заменик министерот. Дали имаме лица кои биле тестирани во Тетово и дали до сега се јави некој со симптоми? Две прашања за заменик министерот. Дали има лица кои што се тестирани во Тетово? Да, ова е. И дали до сега се има некој пријавено таму? Во постојано сме во комуникација со Центарот за јавно здравје во Тетово, исто така со епидемиолошката служба и со инфектолозите. И тие, почитувајќи го протоколот, постапуваат според алгоритамот и сега имаме информации дека во самоизолација се 230 мина, 194 уште се под надзор. Во последнава недела 36 лица се ослободени од надзор, истите се без симптоми, додека со решение за самоизолација се 18 лица, кај кои што уште не е завршено надзорот, истите се без симптоми. Да додадам дека уште 3 други лица се испитувани, истите се негативни. Еден шип. И на албански. Ние сме во постојан контакт со Центарот за јавно здравје во Тетово, исто така со епидемиолозите и со инфектолозите во овој регион, и тие
действуваат во согласно со протоколите и го почитуваат алгоритмот кој што им е даден и врз основа на ова информационите што ги имаме за самоизолација. Во самоизолација се 230 луѓе, 194 се под надзор. Последната недела се ослободени 36 луѓе кои што биле без симптоми, додека одлуката за изолација е за 80 лица кои што се уште не го поминале периодот на инкубација, односно на надзор, и истите не покажале никакви симптоми. Исто така направени се и 3 тестови и резултатите од тестовите се негативни. Во Гостивар, дали се тестирани нови лица, особено дали се контактирани сите патници што дошле од Германија со пациентка која веќе е со коронавирус? Истото ќе повторам дека сме во комуникација и со подрачна единица Гостивар. Да известам дека пациенткава е во добра општа состојба, а епидемиолошката служба, постапувајќи според алгоритмот, има преземено соодветни мерки. Од последните информации имаме дека 129 лица се под здравствен надзор, на 25 лица им завршил здравствениот надзор и истите се без симптоми, 30 лица биле изолирани домашна изолација и на 14 од нив им е истечен рокот за изолација и истите се без симптоми. Се направени 15 тестови и еден е позитивен до сега, додека 8 пациенти уште се чека резултати кои што се изработуваат. Елена. Доколку може на албански, сега во постојана комуникација сме и со регионалната единица, исто така во Гостивар, со инфектолозите и со епидемиолозите во овој регион, кои што исто така действуваат врз основа на протоколот и го почитуваат алгоритмот по кој што работат. Според информационите, последните информации, имаме 129 лица кои што се под надзор, исто така 25 од нив им заврши периодот на изолација и тие се без симптоми, додека од друга страна имаме 30 лица кои што се во домашна изолација и кај 14 од нив е поминат периодот на самоизолација и истите се без симптоми. Во овој регион се направени и 15 тестирања, еден од тестовите е позитивен, додека кај 8 останати лица за 8 од лица се уште ги чекаме направените резултати. Ќе имаме информации кога ќе добиеме резултатите. Ви благодарам. Представници на медиумите, тука е и крајот на оваа пресконференција. Наредната е во текот на утрешниот ден. До тогаш почитувајте ги сите препораки и мерки кои се донесени од надлежните институции. Пријатно. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ова беше и крајот на пресконференцијата за денес. Наредната пресконференција е утре. Останете дома и почитувајте ги сите препораки и мерки кои што се донесени од компетентните институции. Пријатна вечер.